Вечерното шоу продолжува со разговорот со нашиот вечерашен гостин и сега да не звучи ова како клише, ама навистина ми представува особена чест што вечерва покрај мене имам еден човек кој што беше меѓу оние гласови на разумот во тешките години за нас, зборувам за периодот на епидемијата на коронавирусот, човек кој што многу добро го познавате и верувам со задоволство ќе слушнете што се има да ни каже и на неговите теми за кои што е најстручен, но и општо за сите нешта кои што ве интересираат. Вечерва со нас е професор Вело Марковски, инфектолог и убаво ли реков глас на разумот и човек кој што ги успокојуваше во некоја мера сега граѓаните во тешкиот период. Вие докторите некојаш имате задачи да кажувате работи кои што не се баш охрабрувачки, но тоа ви е работа, тоа ви е должност. Така, најпрвен добро вечер, ви благодарам на поканата. Мислам дека вие од другата страна треба да кажете дали ве смирував или ве плашев. Се трудев во тој тежок период за сите, нели, да го користам пред се моето претходно искуство и знаење и да што повеќе се држам до ставовите на науката, верувајќи дека тие ставови не се случајни и дека треба да ги почитуваме за да поминеме подобро. Сите за прв пат се соочивме на планетата Земја со ваква епидемија, мислам со ваков вид на коронавирус. Јас каде грешам, коригирајте ме, се сепак пандемија беше но тоа значи и најстручните и ние секој имаше одредена доза на страв од непознатото и од новото. Колку вашите предзнаења, вашата специализација ви помогна сега конечно после една временска дистанца од така, минаа години можам да кажам, да кажете дека точно детектиравте некои карактеристики, може на развој на пандемијата? Мислам дека во најголем дел беа точни или дури некогаш и прецизни некои од ставовите кои науката претходно ги имаше утврдени во однос на вирусните инфекции, во однос на лекување на пред се имавме смртност од бактериски пневмонии, секундарни пневмонии, во однос на користењето на кислород, во однос на користењето на респираторите. За жал поголем дел, еден дел прифатија и колегите и пред се не беа толку важни колегите колку што беше доктринарно ставовите од еден центар се пренесуваа и за жал голем дел не се прифатија и тоа е тоа, значи поминавме така како што поминавме. Во секој случај сигурно зборував ми беше релативно лесно бидејќи беше во најтесно подрачје и можеби е среќа, меѓутоа можеби и несреќа бидејќи имав лично многу проблеми со моите ставови и сигурно ако не ми беше во најтесното подрачје, што значи дека работев долго на одделот за интензивна негана инфективна клиника, долго на одделењето за респираторни инфекции, мојата докторска дисертација е за вирусни респираторни инфекции, за грип, значи во најтесното подрачје, а во најголем дел од ставовите кои ги изнесуваше СЗО или стравовите или политиката која ја веројатно ќе позборуваме, нели, за сршта на проблемот, ги црпеа од грипот. Нели, од тие пандемии, страшните пандемии, од шпанскиот грип и после тоа. Значи, генерално се изнесуваа некои ставови кои направија повеќе паника, повеќе штета, повеќе ради паниката се направи штета и генерално поминавме лошо и со загуба на човечки животи, меѓутоа и економски поминавме многу лошо. Сега на тема паника, веројатно луѓе сега додека си вртат канали, ќе дојдат на Алфа, ќе ве видат вас и инстинктивно ќе помислат чекај да не нешто пак не очекува, да не докторот е тука да не предупреди на нешто. Јас вчера прочитав една вест. Вели, експерти велат дека Европа влегува во нов бран на коронавирусот.
Јас сум охриѓанец, сум роден покрај езеро, многу бранови сум видел, ама коронавирусов не се зафркава исто. Јас лаички, нели, и помалку на шега ги коментирам овие работи, но реално сега во која фаза сме ние на оваа пандемија, завршили, не завршили, имаше некои коментари дека војната во Украина губи коронавирусот, барем медиумски ако ги гледаме работите, и сега човечки е да се праша човек колку ние реално имавме некоја страшна пандемија, колку имавме медиумски поттикната, да не речем напумпана или пак охрабрена од некои други центри. Каде сме во моментов, ајде да тргнеме од таму, во која фаза е, нели, планетата или па Македонија конкретно? А веројатно имаше коментари дека на господинот Путин треба да му се даде Нобелова награда за медицина, нели? Да, ја прекина оваа пандемија. Да, значи бројките се тие што кажуваат нешто што сосема ги негира ставовите и на светска здравствена и целата политика и сите мерки кои се земаа, бидејќи во моментот кога почнува, нели, војната е почната од 2014, меѓутоа 24 февруари 2022 година, тој ден во светот има регистрирано околу 1.800.000 нови случаи дневно. Да се сетиме дека во почетокот, ајде се прогласи пандемија, не може толку да се очекува такви бројки, меѓутоа во првите 6 месеци таа бројка не достигна до 200.000 дневно, а светот беше затворен. Значи буквално бевме затворени, не лета авионите, седевме во затворени простори, значи не смеевме на улица да излеземе и така натам. Значи имаше 8 пати повеќе дневно случаи со корона кога почна војната. Или во најголемиот дел, значи, освен, мислам дека научно оправдано пандемија можеше да се прогласи само во периодот од декември 2020 до негде април 2021. Тогаш имаме голем пик на светско ниво, имаме негде по 3 до 4 милиони нови случаи дневно. Претходниот период, и, значи, во сите тие мали бранови кои беа, бројката е помала отколку што денеска. Или вчера имавме ново регистрирани случаи со корона. Значи, тука јасно е дека беше и јас на неколку пати претходно, кога беше актуелно, дека се предимензионира проблемот. Значи, има коронавирус, не е теорија на заговор, меѓутоа тој коронавирус го имаме и порано сме го имале, не се занимавала јавноста со него, меѓутоа кога вие ќе земете на сите медиуми, по неколку пати во денот, по 15 минути да кажувате разни бројки кој умрел, кој не умрел, кој се вакцинирал, кој не се вакцинирал, нормално е да има паника, бидејќи тоа не беше еден ден, тоа траеше 2 години секој дневно. Така е. И се остави настрана разумот, се остави науката настрана, не се користеше и беше многу тешко. Така да дали сега ќе има, значи пак е прашање на одлука на некого. Ние бројките ги имаме, паника да крева или не? Значи ние ги имаме бројките. И сега имаме, еве, рековме некаде по 600-700.000 дневно имаме ново регистрирани случаи со корона, иако сега веќе имаме многу помала смртност. Меѓутоа сега пак можеме многу е рано науката за да излезе со јасни ставови, ќе треба неколку години да излезат учебници, да излезат рецензенти на напишаното. Нели сега излегуваат генерално трудови за 2021 година. Значи тешко е да се каже дали сега оваа помала смртност е затоа што вирусот не е толку вирулентен или пак ја немаме паниката. Ги оставаме, значи и лекарите ги внесовме во таа паника. Малиј бројот на лекари остручени, тесно субспециализирани во таа област и нормално дека и тие треба и тие влегува во една паника. Потоа се форсира методи, се форсира диагностички методи недокажани, се форсира терапеутски методи недокажани. Се чини дека све што имаа на залиха фармацевските куќи со таа COVID-19 пандемија продадоа, се нудеа, нели, антипаразитарни лекови, се нудеа за сумамедот, веќе да не зборуваме колку количини панцефот се испотрошија, па ни направија се огромна штета, имаме резистенција на цефалоспорените на трета генерација, кој не беше одличен лек
цефтриаксонот за решавање на голем број на лек неизборни беше за тешки за но се направи пневмонии. белја со Се направи претераната употреба резистенција, на... веќе со преголемата употреба на панцев. Така да ако некој сака да направи паника и ако повторно почне секој ден во следните 3 недели по 15 минути на вести да кажува каде има нови случаи, дали некој умрел или некоја ќе најдат новинарите. Да сторија да се направи некаква сторија која е малце трагична или жална и така натаму, и тоа може да го направи, и тоа реално мислам дека не. Реално дека не. Видете, јас себе како гледач, конзумент на телевизиска програма, следам медиуми. Но и новинарите кои што работат во медиумите нормално се загрижени. Сега прашањето ми е, кој е авторот на таа паника, односно кој би требало да ги збие редовите во општеството за да ја нема или па има интерес да ја има. Чисто како поддршка на ова, во Америка имаше избори баш во периодот на ковид пандемијата, се сеќавам на CNN цело време пред изборите, кога се тркаа Трамп и Бајден, цело време одеше еден бројач колку нови случаи, колку нови мртви, односно вкупно колку мртви има во Америка, ден по изборите од како победи Бајден, бројачот го снема. Значи, влеговме во еден глобализам и имаме проблем, бидејќи човештвото, доктринарните ставови досега бевме навикнати, мислам јас го поделив до некаде 2000 година, многу бенефит, корист видовме од Светска здравствена организација. Значи, тоа е организација на Обединети нации, се слеваат многу пари и се бореше таа организација и успеа многу болести, да речеме полиомиелитис, дифтерија, скоро да ги ерадицира, некои болести природно се повлекува како вариолата и така натаму. Негде немаше успех како со маларијата, немаше успех се уште рано е веројатно со ХИВ инфекцијата. Меѓутоа, таа е таа организација која треба да ги каже правилно доктринарните ставови. За жал, последните децении, претходно таму беа најврвните експерти од светот, полека помина таа на некој начин во политичка организација каде што има многу малце вистински експерти, туку има повеќе фигури. Моќни фигури, политички така натаму со голем буџет. Тоа веројатно и последица е на целиот систем на здравствениот систем пред се на западот, меѓутоа очигледно јас бев убеден дека ние во социјалистичкиве држави не се однесуваме така, меѓутоа испадна дека и ние така се однесуваме. Последните 20-30 години се повеќе се отиде на таа интервентна медицина, на некоја медицина која се остави превентивата, се остави овие гранки, скоро се укина часовите од инфектологијата. Значи, и тука дојде тој проблем кога ние дојдовме до една обична болест, да некој ни ја прикаже како застрашувачка, иако останаа многу нејасни работи и не се случило, веќе поминаа 3 години скоро. Да. Од прогласувањето на пандемијата и ние се уште скоро ништо научно докажано, ниту во патогенеза, ниту зошто умира, ниту како умира, ниту која е причина, не се правеа обдукции, значи дијагностика, тоа е до сега невидено со ниедна болест да светот, целокупната медицина со сите можности технолошки, научни во тој момент да не дојде до никакви сознанија. Го кажував порано пример. Не е многу рано, доволно време минало за да се... Доволно. Значи, за ХИВ инфекцијата, за сидата, не беше откриен вирусот, а веќе се знаеше од што страдаат луѓето. Кои се тие имунодефициентни состојби. И веднаш се стави името на некој вирус дека доаѓа до тоа, дури 2 години потоа се откри. Иако имало многу пати значи, помал број на инфицирани. Да, значи кога науката ќе сака, кога нема да биде разводнувана, може да дојде. Овде нејасно зошто се уште нема добри ставови и морам да бидам искрен и со себе и со сите дека навистина неприродно тешки клинички слики се развива. Значи, што ви говори тоа како експерт во област? За природата на вирусот? Дали е природен, односно дали се создал по природен пат или е создаден во лабораторија? Предпоставувам сега сам. Може би вирусот на некој начин е станат повирулентен, меѓутоа факт е дека покрај коронавирусот ни се случува многу други работи.
Значи, се што зголемуваше, ние имаме страшни бројки на прекумерна смртност. Може би сме Бројката- најлоши во Европа или меѓу најлошите во Европа. Па, прекумерната смртност во тие 2 години е многу интересно дека е Бугарија на прво место, Русија е на второ, Србија е на трето и Македонија е на четврто место во цел свет со прекобројни смртни случаи, далеку над другите. Да речеме, Бугарија е околу 8900 на милион жители прекумерни смртни случаи, ние сме околу 7000, не знам, и 800, Романија е најблиску со 5, останати во околни држави се околу 3000 прекумерни случаи, да речеме Грција, не знам, Албанија 4000, Централна Европа, Северна Европа е тука негде, а да речеме, не знам, Франција, Германија имаат само по 1000 прекумерни случаи смртни, што значи имаме проблем или во здравствениот систем, Или во гените. или па во гените не верувам сигурно дека е во гените. Меѓутоа се што ни се случуваше од тие 2 години, имавме да речеме по Шумановата резонанс, имавме зголемен број на осцилации на планетата, веројатно влијаеше на здравјето. Значи имаше потоа здравствените системи беа блокирани со оваа паника, значи многу болести кои што може или треба или мора да се лекуваат без закажани операции, има малигни заболувања, не ја добиваа соодветната Не само терапија. операции, луѓе не може ли да се прегледи редовни да прават или скенови да прават? Значи имаше еден систем кој не можеше несватливо зошто така се функционираше. Да речеме колегите, не знам, јас кога бев болен, до сега не сум го кажал, значи бев дехидриран. Значи ноќта дехидрира, се потев многу и ми требаше инфузија. И сега сам не можам да си ставам инфузија, инаку ампули си ставам сам, нели? Добро. И се јавувам во брза помош каде што сум работел 5 години рачуно, значи се јавува, се представувам, професор, нели, ме знаат, значи генералната улога на диспечерот во брза помош е да не прати кола залудно, нели? Да. Затоа прашува кој како симптоми за да свати селекција да Да не ви направи. рече доктор да консултирате. Не, ми рече ти имаш корона. Аха. Викам, може би јас на тестот бев негативен, Добро. направив брз тест, сум негативен, меѓутоа мене значи доаѓаат колегите со скафандери. Што е важно? И што треба да правам? Ке се јавиш на матичниот доктор или на домашна посета, па они да се јават на брза помош. Значи еден систем кој веројатно однесе стотици животи. Стотици животи, значи за некоја обична интервенција која можеше да се направи. Или инфективната клиника е градена за да може да дојдат да ги видат најблиските за време на карантински болести. Значи тие има тараси кои прозорите не се отвараат, значи може да го види најблискиот. Зошто беше забранувано да се видат најблиските за време на најтешките моменти, нели? Имаше некои страшни, грозни моменти за сите нас. Ако вие, професоре, ве упатиле да се јавите на матичен лекар, еве да претпоставиме дека е 3 саба или дека некој Така. човек има иста потреба како вашата и ако му кажат јави се на матичен, па тој да се јави на брза помош, се работи за дехидрација. Да. Прашање е прво дали од 100 луѓе 50 би се јавиле или би рекле чекај да не го будам од увиđајност. Па и нема, човекот, може и или ако вртам лекар дали го тргнал телефонот, сигурно Така е, треба да така отспие е. ноќе. Значи страшна една концепција која помогна да поминеме многу лошо и покрај тоа што поминавме лошо боли. Значи тука се работи за емоции, се работи за блиски луѓе, секој од нас изгубил некој кој што познава. Да, значи можеше да веројатно да се изорганизира поинаку. Но тоа е слабоста на нашиот систем натрешно, значи лоша организација и така натака. Ќе зборуваме понатака и за Македонија малце поподробно. Сега јас пак сакам да се вратиме на пошироката слика. Вака слушајќи ве, помислив може ли да направиме ние една паралела меѓу воената индустрија и интересот за војни, за да се продаваат оружје, да се продаваат, не знам, авиони, тенкови и така натака, и фармаколошката индустрија кога се во прашање пандемии. Да не може да зборуваме ни утопистички дека нели ако некој води фармацевска компанија треба да е најдобриот човек на свет, да мисли на доброто на сите, но на пример се сеќавам на Мартин Шкрели, се викаше момчето кој што ја купи просто лиценцата за некој од лековите за ХИВ, ја покачи цената на лекот за 2000 пати. И рече тоа е тоа.
сакате, лечете се, не сакате, не лечете се. Сега, одам во екстремно, разбирате каде води прашањето. Па да, пред малку спомнавме за улогата на Светска здравствена организација и што се случуваше после 2000 година. Значи, има примери. Во секој случај има многу елементи на биолошка војна. Значи, не мора да е уфрлен причинител. Меѓутоа, паниката е веќе биолошка војна. Со биолошки причинител, нели? Да, тоа е веќе биолошка војна. Значи, што се случи? Се изфрли една исто паника, ако вие сте можеби помнат, 2005 година со така наречен птичи грип. И никој не ја праша науката. Значи, птичиот грип не може да се прошири во форма на епидемија или пандемија. Затоа што има специфичен рецептор за врзување и тој рецептор го има само на конјуктивата. Значи, сите што ни беа навистина со некаде 30% смртност од разболените. Се разболеа, не знам, 30-50 луѓе, умреа, не знам, третина од нив. Меѓутоа, јасно беше дека тие се фармери, сточари со директно трзање, нели, конјуктивите, очите, значи, начинот на пренесување. Меѓутоа, тогаш се, да речеме, огромни, од богативе се испумпа огромни средства за така наречениот оселтамивир, за тамифлуто. Беше некаде мислам дека по 30 евра едно кутивче од 5 таблети. И го купуваа луѓе на Англија. Па државите го купуваа, да речеме, ми останало во сеќавање дека една Англија купи 30 милиони дози по 30, нели, евра. Така да, потоа ни се случи 2009 година пандемијата со свински грип. По сите параметри, таа пандемија не е пандемија, не ги исполнува критериумите за пандемија и од сите претходни години и сите години после неа се полоши по бројките по смртност и по разболени. Но во ударниот момент, да, ако се направи фама медиумска, ако се исплашат луѓето, и тогаш државите имаат оправдување да купат милион дози на некој лек. Дури мора, како да кажам, меѓутоа имаше тука и неправилно вакцинирање, многу рано, нели, се прогласи пандемија, да речеме, во ноември кај нас, а вакцинацијата требаше да оди во октомври. Значи, имаше многу недоследности и немаше толку голема смртност на ниво на свет, меѓутоа, финансиски, на некој начин беше, ајде да речеме, една генерална проба. И кога сите очекувавме дека ќе има последици по тиот Светска здравствена организација, нели, мислам дека Чен беше господјата председател у тоа време, она доби уште еден мандат. Значи, дури тој што на колегата германецот беше на комисијата на Совет на Европа или на Европска унија на здравствената комисија, професор сега беше со слични ставови за оваа пандемија, покрена и судски процес против СЗО и против експертот. Они користат експерти, значи зборуваме фармацевската индустрија, користи експерти, мислам дека се работеше за еден холандјанец. Меѓутоа, никој од нив немаше последици, а колегата кој го покрена ова имаше последици. Така да, дали се работи? Да, по мене ова се специјални војни и не може, значи, целите системи останаа неспремни. Значи, многу е битно, го кажувам на неколку места и со наши видни луѓе, значи, ние мора да се преструктурираме, моравме, веројатно, да имаме и регионален центар за вакви кризи, бидејќи, еве, гледате, Србија, Македонија, Бугарија, Русија и Романија поминуваме најлошо во прекомерната смртност. Значи, ние сме некаде на не се 9.000 умрени од кои, туку сме некаде околу 16-17.000. Бугарија не е 37.000, туку е 70.000. Они имаат изгубено колку што изгубиле, да речеме, војници во Прва светска војна. Да. Значи, огромни бројки, значи, или да се направи регионален центар, меѓутоа целата преструктурирање во безбедносните системи. Значи, мора да сватиме дека не се врши само атентати со бомби или со автомобили, па да треба 14 безбедносни коли додат по некој наш функционер. Значи, постојат многу други начини, суптилни и биолошки војни и така натаму, и такви оделенија мора да веќе, мислам дека мораше веќе овие 2 години да се оформат оделенија за биотероризам, да имаме и во полиција, и во не знам моравме да имаше тесна соработка со органите од државна безбедност, од полиција и со науката, нели, и со нас, еве, што сме влегле како случајно во таа субспецијалност, бидејќи сега вие да го градите некој, да речеме, можеби ќе треба во одредени области да градиме лекари, ќе треба време и време да помине.
Ние сме останали од некој друг систем, нели, поинаку бил поставен од таја бивша Југославија и дел од нас останале така, нели, во тие превентивни гранки и по сила на некоја случајност сме дошле до некое ниво на кое можеме барем да ги разбереме проблемите. Политиката беше неизбежен дел, нели, од пандемијата. Еве спомнавме Америка, исто беше и во Македонија. Имаше еден момент, вие спомнувате, би било добро да има одделение за биотероризам во МВР или безбедносните служби да се занимаваат со овие прашања. Јас би искоментирал дека ние мачевме со месеци една вакцина да добиеме во земјава и мислам дека сме за жал светлосни години далеку од таква организација на системот и покрај сето искуство. Нас и наредната пандемија која што ќе дојде, пак ќе не фати неподготвени, а за такво нешто зборуваат, не знам, нели, Бил Гейтс сега. Ајде, ќе ги допреме и тие теории на заговор, нели, дали Бил Гейтс најавува нешто, бидејќи, не знам, се правеле симулации како би изгледала следна пандемија и така натака. Видите, има сериозни закани со сериозни причинители, нели, има симулација ладна зима, мислам се викаше, со вариола вера во Соединетите американски држави. А реално е тоа веќе сигурно би било биолошка војна која би довела до уништување на планетата, сигурно. Бидејќи само Русија и Соединетите американски држави го имаат вирусот, значи ќе се обвинат. Тој се чува се чува во лаборатории. На две места. Мислам... На две места само во светот. Тоа е во Русија и во Извинете, но зошто не го уништат? Значи, СЗО бара да се уништи на неколку пати, меѓутоа како големи држави не знам од кај ви е прашањето, дали сте читале. Не. Значи, големи држави не одговараат. А после 3 години повторно бараат да го уништат и гледаат дека не може да постигнат и тогаш носат, за да не бидат поразени, носат некаква одлука СЗО дека ајде можеби вирусот некогаш ќе ни потреба за нешто друго, па нека се чува. Аха, како зимница го чуваат. Меѓутоа, реално може да ни се случи, реално е, грипот може да направи многу проблеми и значи, спомнавме околу вакцините. Јас мислам дека спротивно, дека ако имавме такво одделение за биотероризам, каде што нели ќе беа уклучили или се користеа експерти како советници во влада и така натаму, можеби вакцини таквите луѓе ќе речеат да почекаме. Значи немаше да се вакцинираме, ние не сакајќи, не се вакциниравме многу затоа што нели не на време реагира бидејќи требаше. Меѓутоа како ќе се справивме со паниката тогаш? Да, меѓутоа Еве јас зборувам од лично искуство. Вие сте експерт во областа, јас сум човек кој што нели не ги следи само македонските медиуми, но на светско ниво. И таа се присутна паника, например, кај мене будеше чувство да едва и чекам да дојдат тие вакцини, бидејќи тие во нив го гледав спасот. Односно, нели, помош при, не дај Боже, од фатално сценарио при заболување. Знаете што, сега оваа година, ако има потреба, веќе има вакцини. Сега има вакцини. Тогаш немаше вакцини. Тие ги крстија вакцини, тие не беа вакцини. Значи, сите овие големи, и Pfizer, и Moderna и така натаму, во втората фаза кога направија, тоа се експериментални вакцини, кои не знаеме дали ќе бидат добри или не, можеби ќе бидат, можеби не. И тоа во втората фаза видоа дека нели главната заштита во тие вакцини треба да бидат антителата, кои ќе траат различно долго кај различни вакцини, некогаш кај грипот 1 година, некогаш 5 години, некогаш 10 години, меѓутоа видоа дека оваа вакцина, нивната вакцина, така наречена вакцина, не ствара антитела. А тие веќе влегоа, веќе имаа нарачки од милиарди имаа нарачки за нели големиве држави направија унапред нарачки. Се требаше да се испорача тоа. И тогаш тие отидоа со една по мене нечесна итрина или кампања, не е кампања. Значи они направија во третата фаза наместо да мерат колку од овие вакцинираните ќе добијат антитела и колку тие антитела се заштитни,
колку ќе штитат од болест. Меѓу имаш антитела, ама да не штитат, бидејќи е по вештачки пат. И тогаш направи епидемиолошка студија, они со голема бројка, нели, да се маскира, од 300.000 вакцинирани, 300.000 невакцинирани. Сега кај овие вакцинираните имаше некаков помал процент на разболување од корона, што нели можеш да кажеш дека тие пиеле Нескафе, затоа имаат помалку. Значи, научно не издржано, и таква една студија помина. И целиот свет, целата ги прифати, и СЗО, и државите кои ги прифатија, и почна да оди со вакцинирање. За разлика од нив, значи класичната кинеската вакцина беше класична, а меѓутоа да речеме Пастер и така натаму, веќе они не отидоа по печалба. Они си ги тераа фазите до крај. И сега ти кажуваат, мојата вакцина во 90% од случаите прави антитела и прави заштита. Тоа е вакцина. Како што е вакцината и за грип. Јас сум ја примал X пати, ја не сум нели против вакцините и сега еве чекам да видиме дали не е лошо и тоа да го прозбориме. Значи, краен момент, ја немам информација дали имаме набавено вакцини за грип, за ризичните групи барем. Значи, тоа е вакцина која ти ќе ја примиш, потоа сме оделе, сме преградувале пациенти со грип и не сме се разболувале. Значи, тоа е вакцина, да ме заштити, тоа е целта на вакцината. А не јас да примам вакцина, ама потоа да видиме дека ќе имам помали шанси да се тешко разболам, па помали шанси да бидам хоспитализиран, ама јас ќе се разболам, значи тоа вакцината, па втора доза, па трета доза, па пета доза, значи вакцината не ја исполнила незината задача. Јас се вакцинирав со Pfizer, 2 дози. Модерна или Pfizer? Pfizer. Добро. Фатив корона едно 2-3 недели после втората доза. Пројде со така ден и пол температура, 39 со 2-3 највисоката, 37, 39, 37, четвртиот ден 36 со 5, тоа беше тоа, немав мирис 4-5 дена и тука заврши приказната. И сега никогаш нема да можам да бидам сигурен дали по ист начин ќе го поминев иако не бев вакциниран или вакцината навистина придонесе за да го поминам коронавирусот со такви лесни симптоми. Но подоцна, сега повторно зборуваме за паниката, почнавме да гледаме спортисти како колабираат на терен, почнавме да слушаме за изненадни болести поврзани со срцето, кај млади луѓе, као неочекувано, кои што немаат семејна историја на срчани болести, нити некакви други индици. Сето тоа е помалку или повеќе површно, нели? Ние немаме целосна историја, односно анамнеза на одреден случај, но читаш, гледаш, ти станува малце непријатно. И се задлабочуваш во читање и гледаш дека и при тестирањето тие навеле дека кај 2-3% од вакцинираните можно е да се јават нели, нус ефекти, пример оштетување на срцевиот мускул или на кората на мозокот. Но стравот од смрт бил поголем од се. И викаш, ќе се вакцинирам. Дури и да сум ги знаел тие работи, веројатно пак би рекол, окей, ајде вакцина, или може би чекал некоја векторски, или како се викаат тие другите, како Спутникот, како... Сакам да кажам, ако можам вака го поставам прашањето, сгрешив или не, по ваша проценка? Па, во однос на вакцините потребно е полого време. Полого време за да се процени. Меѓутоа, и рано, нетипично, многу несакани дејства, значи, кои се мерат веднаш после примањето, тоа е нормално кај вакцините, меѓутоа тука имаше висок процент. Значи, после првата доза имаше помалку, меѓутоа после втората доза над 40% имаа несакани дејства од типот на болки, главоболки, малаксаност, болки по мускули и така натаму. Меѓутоа после втората доза дури 25% имаа по 3 или 4 такви симптоми. Сега, званичните податоци, значи, кумулативно и од Европскиот центар за следење на несакани дејства, и од американската, нели, комбинирано следат CDC и Центарот за храна, како FDA, се вика. Да. Значи, од 250 милиони дози дадени на Pfizer, има околу, мислам дека 3500-600 умрени од вакцината. Сега, бенефитот дали ќе умреле повише ако не се вакцинирале, или ќе умреле исто, или помалку,
ќе треба време. Меѓутоа, Колку време треба за пример да знаеме за овие mRNA не знам, вакцините? неколку десетина години сигурно ќе потреба. Значи имавме епизоди, имавме 55-та година со полиовирусот, 1955, значи од 400.000 дози, четвртина, 40 или 50 илјади деца добија полио, уместо да бидат заштитени, од кои 200 останале парализирани и така натаму. Значи имаше потоа да речеме како реагирала 1976 науката и светот кога имавме вакцина за свинскиот грип и еден на милион дози добива Жилијан-Баре. Тоа е полирадикулонеурид, нели, парези, ослабување на нервите и така натаму. И се прекина. Значи имаме еден со Жилијан-Баре на милион дози. Ако ги гледаме сега умрените, имаме 10 на милион дози и не ја прекинавме. Значи Што не ја прекинавме, има која бустер доза е сега? Шеста, седма, осма? Па да, ако се земе дека некаде 13 милиарди вакцини се дадени, а нели голем дел од населението нема примено, значи во некои држави отидоа. И тука имаме друг проблем. Сега, знаете, можеби некој ќе се испаничи и така натаму, меѓутоа мораше да се мерат антитела. И после првата доза, ако вие не добивате антитела, зошто да примете втора доза? Ова јас ево искрено прв пат во живот го слушам. Прв пат во живот, а веројатно требало да тоа е најбитно. И ако требало сега да го кажат одговорните во има 10 државата, пати поголемо ниво на заштитни антитела од вакцината. Добро. Зошто да прима трета доза? Он има, значи веќе има луѓе со неколку илјади антитела, кои е доволно 50-60 на интернационални единици, и тој повторно треба да прима вакцина. Значи тоа веќе ќе го оптерети имунолошкиот систем, ќе има имунокомплекси, може да има други последици. Колку и да се непријатни некои работи, мора да ги изборуваме, чисто да не почне пак некоја паника и некоја лудило сега, па барем да помогнеме на луѓе кои ќе носат одлука за себе, да се обратат барем за консултација на вистинска адреса. Под вистинска адреса не мислам на унисоното информирање од разни центри, кој што веројатно е стимулирано од финансиските интереси на фармацевските компании. Јас сум послободен да го меѓутоа државниот интерес беше да во овој мирен период моравме да извлечеме поуки. Дали анализира. Дали го направивме тоа? Па јас не гледам. Можеби министерството работи, меѓутоа нема објавено, нема кажано, значи јас предлагав дури и мислам дека и сам направив трибини за лекување на бактериски пневмонии, значи сам ги организирав, сам ги направив, седна, не знам, 300-400 лекари, иако можеа да седнат 3000 лекари. Меѓутоа овој период моравме да го изанализираме. Имаше ли грешки или немаше? Имаше ли злоупотреби или немаше? Имаше ли богатење на рачун на здравје на некого? Значи, тука требаше институциите веќе имаа време да реагираат. Сите институции. За жал, еве гледаме дека некаква анализа или некаква разврска или некакви не се детектира, така да веројатно е оставено на поединци сами да тераат некаква правда. Меѓутоа, од таква една анализа ние можеме да го ставиме сега тоа што беше, меѓутоа да извлечеме многу важни поуки за во иднина. Бидејќи ние, видите, пандемија ќе имаме повторно. Дали ќе бидат од грип, дали ќе ни се јави некоја друга инфекција, дали некоја трета инфекција. Вака како што е поставен или ова што го видовме сега со ковид пандемијата, кога се завишеше од тој еден центар информатички или информационен, не информатички, информационен, некаде каде што вие убаво рековте, сакале некеле новинарите потоа по сите држави ги добиваат информациите и не може да не ги споделат. Јас денес имам група од Светска здравствена организација на Viber, на која што не сум се претплатил. Просто Viber одлучил дека јас морам да имам таа група и да добивам разни нотификации. Сега знаете како е тоа. Не е лов во матно, тоа е ловење риби со динамит. Бидејќи 90% од луѓето, сега карикирам со бројки, но нели кога на секаде околу тебе имаш само некакви црни статистики, што и да дојде од тој центар, ќе ти делува кредибилно, бидејќи мора на нешто да се потприш. Што се случуваше низ светот со експертите? Читав пред некој време за професори од Оксфорд, од Харвард, кои што се здружиле, се обиделе да се борат против фармацевското лоби. Бидејќи, ако во Македонија не се правеле вакви анализи, во светот сигурно некаде се прават. И нивниот глас ли е
стишан на максимално Не, ниско некои ниво. од, значи они се направи здружение меѓу адвокати и лекари, за жал кај нас не се направи. Значи се здружија адвокати и лекари, бидејќи само адвокатите не можат овие случаеви и кај нас ако дојде до судење, значи не можат, не се остручени, значи се направи такво здружение, се покренува некои Нимберг 2 процеси и така натаму, не знам до кај стигна. Инаку настрана од овие организации, мислам дека развиените држави, тоа еве го заборавивме да го кажеме, дека освен првите 3-4 месеци панични, кога има огромен процент и најголемиот број на умрени им се тогаш. После тоа они имаат прифатлива смртност. Значи после тоа не прават грешки, они излекоа поуки. За жал ние како доаѓаше времето ние имавме поголема смртност. Значи во сите други држави, не во сите, во најголемиот дел развиените, значи веќе ако им се одземат првите 4 месеци, да речеме, ако имаат, не знам, 4000 умрени на милион, значи 3500 се умрени во првите 4 месеци, потоа во година и пол имаат 500 умрени на милион. Ама ние политиките, рестриктивните мерки ги базиравме на верски празници. Мислам, што да се очекува во таква ситуација? Кога не се, еве јас појма немам од медицина, но логички ако ги поставиме нештата, дури имаше и реакции. Дури, не знам, Караджовски не ми бил мене еден од омилените ликови во тој период, но еднаш дури и тој се одважи да каже дека не го слушаат во тоа, не знам, советодавното тело формирано од владата, не му ги слушаат препораките. Не е тоа од владата, значи неколку пати го кажувам по многу емисии, меѓутоа веројатно ни е тешко да го сватиме. Таа е комисија за заштита од заразни заболувања, советодавна на министерот за здравство. Добро, значи, како советодавно можам да го прифатам со едно и тоа не мора. И јас понудив и мислам дека и писмено и секако и дека многу рано, значи зборувам после месец дена од почетокот на пандемијата, да единствено решение беше да се направи владино тело од експерти чии одлуки ќе бидат задолжителни. И тоа ќе беше исправно решение. А ова е преđи бриго другоме. Јас прифаќам твоето мислење, ама ќе си решам, а потоа владата па решаваше самата. Значи, во вакви ситуации, такво едно тело, значи мора да го слуша и премиер, и министри, и сите. Значи, треба да се слуша науката и одлуките да се почитуваат слепо. Такво тело ни фалеше, меѓутоа дали од незнаење или не одговараше, ние не го направивме тоа тело и мислам дека во иднина треба такво тело да има самостојно. Значи за време на вакви кризни, како што имаме кризни штабови или не знам што, треба да има едно тело од неколку експерти кои треба да знаете, ние и покрај тоа што многу пати имавме и негативни коментари, обвинувања, по десетина сати покрај сето знаење на ден читавме, работевме. Значи тие луѓе треба да бидат да ја бранат државата од одредени болести, нели? Да, и треба да бидат соодветно платени да си се занимаваат со својата работа. Бидејќи ќе повторам, дај Боже да е последна, меѓутоа сигурно ќе има пандемии и епидемии. Скоро во епидемии од различни болести имаме скоро на 2 на 3 години имавме морбили, што мислевме дека ги нема пред некоја година. И таму поминавме лошо. Претходно имавме во Врапчиште една мала епидемија, туларемија и така натаму. Значи инфективните агенси се многу, си постојат и дел од нив влегува човекот во нивниот животен циклус и ни прават проблеми. Пред да влеземе на македонски терен, пред да нагазиме добро, уште едно прашање морам да ја прашам. Имаше ли некој од тие така наречени теории на заговор кои што се обистинија по примерот на, се сеќавам, за мене беше најшокантно кога, нели, започна онаа војна во Украина, нападот на Русија на Украина и почна некои шпекулации дека во Украина имало лаборатории за биотероризам или односно лаборатории во кои што се истражуваат специфични видови на биохемиско оружје, како го нарече? Тие се за биолошко оружје. За биолошко оружје и тоа беше теорија на заговор се до моментот кога во Американскиот конгрес ми се чини лица од американската влада призна дека постојат некакви лаборатории во Украина кои што се и предмет на нивни интерес, да не речам, ги спонзорирали.
Сигурно дека постојат лаборатории по сите поголеми држави, воопшто не треба, нели, тоа не се теории на заговор, меѓутоа нормално дека тие ќе се бранат дека е теорија на заговор, инаку да, сите имаат и Русија и Соединените американски држави, и ако негираат, се носат меѓусебни договори, се носат конвенции да се прекине, и ние генерално до сегашните причинители, значи тука е од бактериите, антраксот, салмонелата, вирусиве се, грипот е, хеморагичните трески, вариола вера како потенцијални, можеби ќе измислат, ќе скомбинираат нешто ново и тоа ќе биде страшно. И затоа викам, ние мораме, како самостојна држава, ако трошиме милиони за разни работи, мораме да имаме такво некое тело кое ќе прати, бидејќи очигледно е дека ние не можеме да се ослониме на ставовите на Светска здравствена организација. Си имаме ние своји специфики, можеби ќе треба да си имаме своја доктрина, национална или регионална. И мислам дека регионален центар таков исто така треба да од бившо југословенските заедно со балканскиве држави, бидејќи ние си имаме пак и географска дистрибуција, некои болести одат, нели, зависност од медитеранската клима, имаме разни болести кои, значи таков еден регионален центар по принципот, нели, на CDC во Америка или по принципот на Светска здравствена треба да има и регионов. Имаме ние своји специфики, за жал, еве, значи, мислам дека тоа треба да се организира и дека не е тешко и треба да се почне. Опасноста од биолошка војна секогаш постои. Една е, друга е опасноста од хемиска војна, а ние цело време трошиме милиарди само на конвенционалната, нели, војна. Меѓутоа, тие милиарди што ги троши светот може да се размислува и да се, барем ние сигурно нема да произведуваме, меѓутоа да проучуваме, да бидеме информирани, да посетуваме и така натаму. Професоре, вие убаво зборувате како треба да е организиран системот, меѓутоа живееме конкретно 15 октомври 2022 година, ученици во пола од прво до 8, 9, не знам колку оделенија се, колку класови се сега, немаат учебници. И сега во таков систем, јас како човек сум поприлично скептичен дека, како што се вака сега поставени работите, имаме капацитетност. Не викам дали имаме потенцијал, сигурно. Еден стручњак стои карши мене, кој што не бил консултиран и баш прашуван во еден сериозно тежок период, со сериозно висока смртност за сите нас. И сега ние учебници не може да испечатиме навреме ради некакво си тендерирање и утре ден може повторно да се случи, дали ковидот да букне повторно или некоја друга пандемија. И кого да слушаме, кого да консултираме пред да донесеме одлука. Еве, ајде за ковид да зборуваме. Дали да се вакцинира човек со трета, четврта, пета, што да направи, да измери ли антитела, не знам, кои параметри на општа здравствена слика да се ги провери. Значи, имаме очигледно, и тоа не е само кај нас, имаме пат на многу системи, од образование, преку еве и здравство, што е зачудувачки за мене веќе, имаме голем пат во новинарството, во судството, во сите општествени имаме пат и околу учебниците, нели се прават тендери. Јас често го спомнувам со пријателите, јас кога бев ученик или средношколец, се знаеше кој може да пише учебник. Сега се прави тендер. Па имаше, знам, со постарата керка уште во 6 оделение, една лекција која јас ја разбрав, а се работеше за вируси и бактерии, бидејќи тоа што на почетокот тој авторот го напишал, бидејќи копирал, нели, сечел, па потоа самиот го негира, па сега оди детево да свати. Значи имаме проблем. Конкретно за ковид, да, воопшто мислам не треба да се размислува по мене да се вакцинира без да се мерат антитела. Не само вакцинираните, веќе голем дел и симптоматски и асимптоматски прележа. Ако ви имате антитела, ако примите класична вакцина, затоа реков вие не се вакцини, онда тие антитела и вакцината ќе уништат. Значи нема потреба да се прима. Значи мора да се мерат антитела. Значи ајде да не зборуваме, мислам дека нема да има, меѓутоа диагностичкиот протокол исто со тие PCR тестови несреќни, катастрофално поминатме, мора да се најде друг начин на диагностицирање. Се изназборувавме за ковид, за пандемии, за теории на заговори и така натака, бидејќи
ние што не сме медицински лица, кога ќе видиме доктор, веројатно ви се случува и во продавница кога ќе ве сретне човек и да нема здравствен проблем, ќе се сети на некој што го имал пред 2 години и ќе ве консултира за нешто. Честопати ние другите заборавајќи дека и вие сте живи луѓе како и сите нас, да сте одбрале да работите благородна професија која што служи за општото добро, меѓутоа си имате не само собствени животи надвор од медицината и собствени ставови, гледишта и така натака. Па ајде малце да ве злоупотребам на таа тема, да споиме малку сега Македонија 2022 со медицина, например, што би се случило ако некаде во светот група на граѓани формираат клуб на медицински фанови Јозеф Менгеле. Дали таа држава, пример еве да се тоа случи во Белгија, би го дозволила Белгија тоа или не, нели? Правам паралела со културните клубови Цар Борис III и Ванчо Михајлов во Охрид и во Битола. Да, значи како интелектуалци сите сме загрижени од тоа што ни се случува, меѓутоа јас би го поставил тоа поинаку. Ние мора да сватиме или да се поставиме така дека нас такви културни домови со имиња на нели докажани фашисти ни ги регистрира Европска унија. Бидејќи Бугарија е Европска унија. Ние цело време гневот го фрламе кон Бугарија, меѓутоа дали е можно Европска унија да не знае што се случува? Вредно прашање. Не знам тие се вадат дека тоа македонци, македонски граѓани го прават, а во Битола дојде пола државен врв цело скоро на Бугарија. Значи мора да направиме разлика меѓу државната политика на Бугарија и народот на Бугарија. Имаме многу добри односи. Тој народ сигурно не се сложува. За жал, ние 2 или 3 пати сме окупирани од Бугарија со многу примери на ајде геноцидни големи злосторства, злосторства. Атроситис, што би рекли американци. И една работа, значи секогаш морам историски да гледаме дека сојузот е меѓу Бугарија и некои држави од Европска унија кои се моќни, Германија и така натаму. Сега мислам дека можеби така размислував, дали можеби ако Англија не излезеше од Европска унија, која беше нели јасно антифашистичка држава, дали ќе дозволеше вакви упади. Значи ние веќе имаме јавно воспевање на некои од фашистичките и неонацистички или политики и така натаму, што е загрижувачки. Значи, гледајќи оваа политика, мене не ми е јасно што сака да постигне Бугарија. Значи, територија има 10 пати поголема од нас, не можат со население, значи не им е до територија, значи ако земеме дека после Првата Балканска војна имаат голем излез на Егејското море, или целиот регион на Кавал, не го бараат тоа, да речеме сега, ако веќе повторно имаат некои големо државнички политики, или ја изгубија Добруџа, они сега на некој начин тргаат на Македонија. Јас лично сум убеден дека тоа не е политика на Бугарија, дека тоа е само изговор на некој начин изговор или извршител, бидејќи не може Европска унија да не знае колку наши граѓани зема пасоши бугарски за да работат, бидејќи нив им требаат работници и преќутуваат, така да таа политика мислам дека треба да гледаме многу пошироко за да можеме да сватиме од каде ни е проблемот и треба да видиме сега и нашата официјална политика мора сепак на крај на денот они мора да сватат дека историјата или идните поколенија ќе ги осудат или ќе ги пофалат. Значи ќе ги воспеваат. Така да сепак колку год да е во интерес нели на тоа глобалистичко или глобално здружување и така натаму, мораме основните национални интереси да ги штитиме. Меѓутоа отварањето на овие клубови по мене остава еден сомневање дека голем дел од нашите државни институции се под некакво влијание на, да речеме, можеби на
бугарските институции или на бугарската политика, што е поразително. Или на тајните служби, што е Некакво веројатно. влијание во нашите државни институции имаат странски држави, што нели тешко, ние сме регистрирале разни здруженија, нели локални и така натаму. Тоа е многу тешко да се поминат тие филтри, да се изрегистрира здружение и името се гледа и се, а гледаме дека без проблем поминуваат и мислам дека тука институциите повторно мора да си ја бранат сопствената држава. Имаше една парадоксална ситуација, пример Сдруженијето Цар Борис III е регистрирано со полно име како Сдружение на македонски бугари и така натака. Зошто е тоа важно? Бидејќи придавката македонски стои во називот на Сдруженијето и за тоа веројатно би требало одобрение од Министерство за правда, која што или не знам, некоја институција која што го одобрила тоа. А Министерство за правда имаше забрането на една невладина организација да се именува Млади за Македонија. И академик Коцарев од МАНУ искоментира дека два пати во историјата името Македонија било забрането со некаков декрет, еднаш во не знам време на кој султан или не знам или руски цар или некој беше, а еднаш од страна на министерот Бојан Марајчиш. Меѓутоа, овие парадокси не може рационално да ги објасниме. Вие викате што им треба на Бугарија, 10 пати поголема територија имаат од нас, не знам, побогати се и така натака и така натака. Овде моје мислење е дека не се работи за рационални пориви, веројатно медицински би можело нешто од ова да се објасни со оние дијагнози со F предзнак пред нив, бидејќи, еве, ако анализираме политичка сцена во Македонија, имаше многу успешен бизнисмен, беше премиер до вчера, нели, од семејство на кој што има голем капитал, но веројатно потребата од моќна одлука е поголема од потребата од финансиски средства или од пари. Парите не се доволни, некому е важно да одлучува за нешто, а пример на источниве соседи ме важно тој романтичен дел од својата историја како што тие си ја доживуваат, поврзан со Македонија, да го експлоатираат по овој начин. Добро, ја не сум историчар, меѓутоа мислам дека Не сум ни јас, слободно. Ке повторам, значи народот во Бугарија има многу пријатели, многу роднини, и то тие роднини не ми се мене затоа што имаме бугарски корени, туку затоа што од тука Да, движење имало. Не, после Илинденско востание е голем број, значи гледајте го растот на Софија по годините, како расте нагло после, нели, многу знаеме, ние ни кажуваат и нашите, и, значи, само од моето село неколку видни фамилии бегаат од тие востанички моменти или воени моменти во Софија, каде што е веќе, нели, друга држава и така натаму. Така да, мислам дека оваа политика нема да успее, ќе имаме ние проблем, ќе имаме поединци, имаат стратегија, еве некој од професорки Тубова ја објасни кај вас во телевизија, значи што од 2008 година некаква стратегија, меѓутоа таа е непријателска стратегија. Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја, така е. Многу убаво објасни професорката. Значи, таа стратегија е непријателска кон нас. И да видиме кому му одговара Балканот се уште да биде ваков едни кон други непријателски, нели, еве да не можеме ни таму каде што имаме интерес, спомнав околу 70.000 имаат, дали сега неуспехот на политиката, да речеме, во Бугарија го препокриваат со отварање на некакви небулозни теми за да не се зборува за нивни. Меѓутоа, видите што им се случува за време на изборите. Јас со еден мој пријател дури се кладев дека Петков многу брзо ќе изгуби, бидејќи сите што нападнаа на Македонија отворено со напади, народот таму во Бугарија нас не осеќа како браќа, како своји, како комши и не се сложува со званичната политика и затоа ги казнува на избори. Може би препознава дека се обидуваат да им ги сменат темите, наместо да се зборува за важните. Сигурно, меѓутоа они мора да сватат дека регионов треба, значи проблем е што ваквите некои глобални политики се договорени се пред 100 или пред 120 години и сега тешко ни е, затоа викате тешко ни е да ги сватиме, меѓутоа ако значи ќе ги спомнам нашите и Димитрија Чуповски и така натаму, нели, на тие мировни конференции викаат ако не го оставиме Балканот, Европа никогаш нема да биде мирна. Сега прашање дали Европа сака да биде мирна или не сака да биде мирна. Најмногу ме
не ме плаши, ме нервира едноставно тој обид за на мала врата да се турка фашистичката идеологија или да се промовираат лица кои што биле отворени колаборационисти, соработници, го користеле фашизмот за да остварат некакви територијална цел, како на пример царот Борис III, кој што има 100 снимки кои што со Хитлер се гушкаат. И сега како тој човек ќе биде културен мост меѓу двата народи и ќе придонесе за некакви си подобри односи меѓу нас. Па ние имаме, значи, расположението веќе станува непријателско меѓу македонците кон Бугарија. Мислам дека бугарскиот народ по трет пат кажува не носеќе како непријатели, меѓутоа имаме се уште живи сведоци или синови на луѓе кои навистина не е мал бројот, тоа се работи за илјадници луѓе кои настрадале под тој фашизам. Значи и македонци, меѓутоа еве и евреи и така натаму. И не знам како треба да се запрашаме што со тие луѓе. И да не забораваме дека после Втора светска војна и сите резолуции на Обединетите нации го забрануваат фашизмот. Но во еден момент се случува да 9 мај од ден на победата над фашизмот стана ден на Европа и можеби тука некои работи почнуваат да стануваат малку нејасни, ама предеска зборувавте за стратегија кога е во прашање, нели, државата и незините интереси, зборувавме од медицински аспект. Мислите ли дека имаме ние некаква стратегија како држава, како да се позиционираме, да антиципираме што би можело да се случува година, 2, 5, 10 или 20 нанапред, за да знаеме како да се однесуваме? Па мислам дека ако не си во тој државен врв, не можеш да знаеш дали имаме стратегија. Се надевам дека нашиот државен врв... Делува ли дека имаме? Па делува дека немаме, меѓутоа можеби имаат некаква стратегија. Значи, по мене сега ме испровоциравте. Ние имавме една, значи, покојниот Киро Глигоров исклучително многу го почитувам. Значи, дури во некои моменти ми е идол, лично го познам, меѓутоа таа стратегија на еквидистанца е сосема погрешна. Ние сме мала држава и видовме дека со тоа изгубивме многу. Ние мора да ги детектираме кои ни се пријатели, кои ни се непријатели и соодветно да се однесуваме. Мислам дека ево тука тоа е добар почеток, првин да кажеме кои ни се пријатели, а кои ни се непријатели. Мораме да имаме неколку добри пријатели, бидејќи сме мала држава кои ќе не заштитат, а не по инерција да одиме, нели, таму каде што не те сакаат или не те признаваат. Имаше една шокантна изјава во два наврати, ја кажа премиерот изминативе денови, дека слушајќи коментарите од Бугарија и во тие разговори и преговори, оние меморандуми на нивната влада, собрание, каде што македонците се, нели, стандардно измислени од Тито 45-та, тој се чувствувал како некој со нож да го сечел во стомакот, но мора да одбереме опција за иднина за земјата, евроинтегративен пат и така натака. Повторно, веројатно, само медицината може да одговори за психичката состојба на човек кој што вели ме бодат, ме сечат со нож во стомакот, али јас се надевам на светла иднина. Да не бидеме престроги кон нашите врвни луѓе, многу им е тешко, бидејќи немаат поддршка. Од кого? Немаат поддршка значи, доаѓаат од системот, од службите. А нека кажат дека немаат поддршка. А добро, додека ти користат привилегии. А не, добро, да не ги, значи не е тоа битно. Битно е дали ние значи треба целото јавно мнение да видиме кај ни е, кој ни се. Ако ни Европска унија пријател и ако не признава, додиме таму, ама ако ние не пријател, тогаш нема додиме таму. Тоа е националниот интерес, ние мора, значи тие црвени линии ги збориме последните 30 години. Ја по некоја случајност имав контакт со многу од тие врвни луѓе во политиката, меѓутоа дали некој ги зацрта, дали се оди со таа стратегија, не можам да знам, бидејќи не сме внатре, а секако дека мораме, ако ја немаме, мораме да направиме и стратегија за следниве 5 години, и за 10, и за 20, меѓутоа и за 100 години, бидејќи јас сум сигурен дека големиве политики, глобални, се договорени пред 100 години. Мене единствено, најмногу што ми пречи е она теза, не би ја нарекол ни теза, дека ние сме толку мали и
небитни, да мораме да ја свиткаме кичмата, бидејќи тоа што го кажал Заев на времето, да ја свиткаме кичмата, денес е само парафразирано во ова што ви го кажав. Ни го сеча стомакот, но мора да одиме напред, земјата да ја внесеме во Европа, односно ние немаме избор. Вие зборувате дека е добро да имаме друг избор, а тезата е дека ние немаме избор, дека тоа е тоа и по која било цена ние просто мора тоа да го правиме. Ако утре некој ни рече сите да се истетовирате, не знам, 15 звезди на раката, имаме одговорност икон и ако нели со сите овие декларации, ако можеби имаме одговорност како држава и кон македонците и во Бугарија, односно повторно ќе речам, не може Европска унија да не одговара или да нема одговорност зашто примила држави кои имаат устав кој е не европски, потоа да не признаваат, значи нас сега веќе не ни интересира Грција и Бугарија, нас не интересира Европска унија. Европска унија не ни ги признава основните човекови права на нека се 5 луѓе мора да им ги призне, така. Значи теоретски воопшто, значи тука мораме да се испозиционираме каде сме и што сме. Меѓутоа да бидеме искрени, значи оваа политика без доволна стратегија е сите 30 години, не е само кога СДС е на власт. Значи тука мораме да бидеме критични и кон останатите кои беа во власт, и кон од другава страна десните и ВМРО, меѓутоа и кон многу партии кои мали, така наречени мали, меѓутоа сите 30 години си убаво си живеат во системот и се тие тука некаде каде што одлучуваат, и од друга страна така наречените албански партии веќе мора да сватат, бидејќи знам, сигурен сум дека веќе населението нели во Македонија, значи они веќе сватија дека ова е држава нивна и дека нив не им значи, нели, ако имаме еве сега умира и албанци и македонци, значи оваа држава треба да функционира. Првин да функционира, а потоа да видиме кој каков придонес дава. Така да ке мора веројатно и во следните избори, сигурен сум дека и албанските партии да се позиционираат како кон сопствена држава, а не да одат со националистички тези да добиваат гласови, бидејќи мислам дека веќе јасно е дека населението, грото од албанците си ја сакаат како држава, бидејќи тука живеат. Дали какво здравство ќе има, какво школство, какво судство, нив не им е полесно. Еден пријател од Боговиња рече: "Абе докторе, мене не ми е полесно кога на времето доаѓа банди од Албанија затоа што ме плячкал албанец." Така е. Значи системот мора да функционира за сите. Што повеќе ве плаши во иднина, некаква страшна пандемија или политичките случувања? Кога седите дома и читате, анализирате, следите? Па не, ме плаши најмногу човечката глупост и злоба. Значи, све што правиме, гледате, денеска кога еве и многу пати сме го кажале, дневно околу 20 до 25.000 луѓе умираат од глад. И ние си ќутиме. Околу 10.000 деца, тоа е многу повеќе од овие од ковид умрени. Значи, ама ги нема на телевизија. Да, значи ние станавме, како да кажам, нехумани, лошо се однесуваме кон природата. Значи, гледате, не знам колку илјади хектари шума снемува дневно. Лошо се однесуваме пред се кон животните. Значи, не почитуваме основните постулати дадени, нели, од Бога, кој го сметам дека постои како врховен командант на некаков, нели, галаксија или универзум, кој се труди да ни помогне, ни кажува, меѓутоа ние одиме неразумно, така да мислам дека во вакво едно однесување на, да не речемо тие теории на заговор со кабалите, веројатно има многу вистина, застрашувачки се однесува неразумно човекот. За разлика од многу животни кои не убиваат без потреба, кои се многу, да речеме, по-хумани, не знам како да го кажам тој термин, кога се грижат едни за други, кои си помагаат и така натаму, човекот стана многу лош. Така да, не знам, што и да ни се случи, треба да си го трпиме за тоа што сме го заслужили. И за крај, знам дека музиката ви е исто една голема пасија. Наоѓате ли време и така да одморите од се, да си потонете во тој свет? Па, секојдневно наоѓам време со сега, нели, пред тоа беше Павле, он е веќе голем, не сака да му пеам, Катерина обавезно скоро
од 10-9 заспивања, сака да заспие, да и пеам, значи сакам да пеам, на моменти, нели, ете, добиваш желба и тоа да го снимаш, и многу помалце од колку што сум сакал е нешто и снимано, некој е добро, некој е лошо, меѓутоа има таква желба. Има желба и за спорт, сега веќе остана еве само тенисот, пред тоа игравме и фудбал, шах се помалце има време. Понекогаш ете доаѓа, значи живеам во некој Се обидувате да избалансирате. Да, што помалце излезам од овие, нели, глобалистички или глобални клишеја, да скоро да многу малце гледам телевизија. Интеракцијата директно со луѓето. Некогаш ми доаѓа некоја песна да напишам, се повеќе ме тера да, нели, по 6-7 пати веќе по неколку дена бегам во моето папрадиште, во планина, нели, таму ми е најубаво. Ете, од прилика, тоа е тоа во приватниот живот. Драго ми е да слушнам дека е возможно и човек не само ангажиран, туку и може би погрешен збор ќе употребам, оптоварен со сите информации кои што ги имате, само вие знаете како вие во главата, како се размислувате и што сте виделе и какви се стравови сте имали или па допрва ќе ги имате, бидејќи ја работата која што ја работите. Добро е кога ќе се знае дека човек кога ќе се потруди може да се организира и да најде време и баланс за се. Па време има. Значи, мене ме плаши мрзливоста сега што е кај македонецот. Значи, ни се случува да, не знам, тони печорки ни скапа, сега во моментот по селата тони јаболки, крушики. Не сакаме ни тоа што ни го родила природата да го собереме небрзи. Иначе, енергија треба да има, се работи, може да се работи. По 100 работи може во денот да се работи, а инаку сигурно дека јас имам тешки моменти, знам и да заплачам, нели, и така натаму. Човечки е нормално. Тоа е тоа, ама гледано филозофски во иднина, значи до сега успевам да не паднам и да го терам животот така како што јас од прилика сакам, така да можеби за некои луѓе можеби не добро, меѓутоа за мене и некои луѓе викаат дека поважна е стреќата од некои други. Па крај крајева, кога вие сте во прашање, нормално дека е најважно како вие се чувствувате и во сопствената кожа и во сопствениот живот. Ви благодарам, ви посакувам да продолжите така и не само вашиот живот, туку и професионално да понудите на оваа земја и да ви биде тоа и побарано или прифатено. Она огромно знаење кое што го располагате, дека вака медиумски ќе ви има секојаш кога ќе сте потребни на Македонија, тоа сум сигурен дека ќе биде така. Ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам и јас на поканата и мислам дека ете убаво си поразговаравме. Живи и здрави да сте. А следна средба закажувам за петок во 22:30. Ви благодарам што останавте со нас и оваа саботна вечер. До следното гледање, гледајте, слушајте, анализирајте, размислувајте и излекувајте сопствени заклучоци, слушајте умни луѓе како професорот Вело Марковски, а не слушајте што ќе ви кажат оние кои што се финансирани од олигарсите и од разноразните лобија и си спроведуваат сопствени интереси. Добра ноќ Македонија, се гледаме во петок.